Слава ти, Господи Исусе Христе, зборувај низ мене, ти зборувај, Твојот дух нека не учи, да ни покаже што значи Господова вечера, што значи да се соединиш, да бидеш едно тело и еден дух со Господ Исус Христос, да ја јадеш неговата духовна храна, што излегува од неговата уста. Човек не се храни од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Исус вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме пратил. Го пратил таткото, ја исполнува неговата волја, а апостолите му носат телесна храна. И сега, протестантите прават едни обреди, католиците други, православните трети, разни верски заедници, и ти правиш што прават исто тие, и католиците, и протестантите, и православните. Имитираш верски обреди, пренесуваш туги знаења, обредни физички дејства кои не те носат до Исус. Тој зборува ти да бидеш леб, ти да бидеш виното, ти да бидеш во духот жива храна, да се раздадеш. Добриот пастир ја дава душата своја за браќата, ти да го носиш тој леб на животот, живо слово кое те оживува однатре, со водна бања во словото, да не бидеш имитатор и пренесувач на туги обредни дејства кои не те водат до Исус. Тоа е само еден јалов, беззначен религиски театар кој те држи врзан, сатаната те врзал и ти само извршуваш нешто и со умот мислиш дека со ова ќе те донесе до Господ. Дали се тоа јајца, река, рипање, скокање, вапцање, леби, вино, зборување некакви неразбирливи фрази, а не разбираш ништо. И луѓето, кога ќе се наполнат со тоа знаење, тешко понатаму разбираат. Фала ти, Господи Исусе Христе, и слава ти што излеваш живо слово. Одговорите на сите прашања кои ми ги поставуваат луѓе што не се во оваа заедница, ги има таму. Преку 600 завети се излеани. Сите одговори се таму, но дали ти имаш срце отворено да го примиш Словото, да те разбуди во духот, да ти го отвори умот да ги разбираш писмата, или остануваш во таа телесна, обредна, јалова практика, правиш што прават другите и на крајот ќе завршиш во широката порта што води во смртта. Само Исус, духовна храна, духовно заедништво, те дава духовна храна да ја извршуваш волјата на оној што те пратил, не твојата. И тогаш ќе разбереш што значи вистински да бидеш духовно роден, да го оставиш стариот човек, телесните учења, и да те движи Исус под духот на вечната љубов. Амин.